На денешната пресконференција потпредседателот на владата на Република Северна Македонија Љупчо Николовски истакна дека телото на Советот на Европа, кој се занимава исклучиво со мониторинг на антикорупцијските стандарди во земјите Греко, на вчерашната пленарна седница нотирала значајни суштински напредок во делот на исполнување на препораките од четвртиот круг на евалуација. Станува збор за 19 препораки кои беа објавени во 2014 година и се однесуваат за превенција на корупцијата во парламентот, судството и обвинителството. Од тогаш до 2018 година се спроведени две оценувања во однос на мерките кои државата ги има преземено за исполнување на дадените препораки. Тогаш, за жал, Греко констатираше дека голем број од препораките не се имплементирани во реалноста. Како што извести Николовски, на рамките во рокот даден од Греко за исполнување на што повеќе работи, денеска изјави дека нашата држава испаднала од категоријата глобално незадоволителни држави. Ова е голем успех за нас како држава, но и како влада, како институции и показател дека мерките кои што ги спроведуваме во борбата против корупцијата во изминатите 2 години даваат и дале позитивен резултат, а истите уште посилно најавуваме дека ќе продолжиме да ги спроведуваме и реализираме. Инаку станува збор за 19 препораки кои беа објавени во 2014 година и се однесуваа на превенција на корупцијата во парламентот, судството и обвинителството. До 2018 година се спроведени две оценувања. Тогаш Греко констатираше дека голем број од препораките не се имплементирани во дадениот рок за спроведување на препораките, односно до септември 2019 година. Греко констатира дека Северна Македонија од сите 19 препораки нема исполнето само 2, односно дека целосно исполнила 9, а делумно исполнила 8 препораки во однос на превенцијата од корупција во парламентот, судството и јавното обвинителство, со што ја напушта групата на глобално незадоволителни држави.